Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата Избрани хадиси на чесниот пратеник на Исламот салаллаху алейхи веселем. Оваа книга ја подготвиле Фахрија Авдик и Васим Ахмад по повод прославата на 100-годишнината на светски раширената Ахмадија заедница. वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो. Исламско друштво. Хазрети Енес разијаллаху анху вели како веровесникот салаллаху алейхи веселем рекол: никој од вас нема да биде верник додека не го посака на својот брат она што себе си го посакува. Од Хазрети Ебу Хурейра разијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Ебу Хурейра, биди трпелив, па ќе бидеш најдобар роб помеѓу моите луѓе, биди задоволен, па ќе бидеш најблагодарен помеѓу луѓето, посакувај им го на луѓето она што и за себе го сакаш, па ќе бидеш верник, убаво однесувај се со соседот до тебе, па ќе бидеш муслиман, и смали го гласното смеење, затоа што тоа го усмртува срцето. Хазрети Ебу Јусуф Абдулах ибн Селам разијаллаху анху вели како го слушнал Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем кога рекол: луѓе, ширете селам, мир, хранете ги луѓето, градете блиски врски и клањајте додека луѓето спијат. Ако така правите, тогаш со мир ќе влезете во џеннет. Од Хазрети Ебу Месуд разијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: кога сте тројца, не е убаво двајца да шепкаат меѓу себе, без третиот додека не се намешате меѓу луѓето, оти тоа ќе го растажи. Хазрети Ебу Хурейра разијаллаху анху вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем кога кивал, ја ставал раката или наметката на устата да го пригуши на тој начин звукот од кивањето. Благодарност кон луѓето. Хазрети Ебу Хурейра пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: кој не е благодарен на луѓето, ни на Аллах нема да му биде благодарен. Убаво однесување кон родителите. Хазрети Ебу Хурейра разијаллаху анху пренесува како некој човек дошол кај Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем и запрашал: Аллахов пратенику, кој од луѓето има најголемо право да се однесува убаво кон него? Твојата мајка, одговорил пратеникот. Тој праша: кој потоа? Твојата мајка. Кој потоа? Твојата мајка. А кој потоа? Твојот татко, рече пратеникот. Во едно предание стои вака: Аллахов пратенику, кој има најмногу право да се однесува убаво кон него? Тој одговорил: твојата мајка, потоа твојата мајка, потоа твојата мајка, па твојот татко, па најблиските, па најблиските. Се пренесува од Хазрети Ебу Хурейра разијаллаху анху дека веровесникот салаллаху алейхи веселем рекол: срам да му е, срам да му е, срам да му е на оној што дочекал родителите да остарат кај него, едниот или двата, а не влегол во џеннет. Убаво однесување кон соседите. Хазрети Ибн Омер разијаллаху анху и Хазрети Ајша разијаллаху анху велат дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Џибрил непрестано ме советуваше за постапките кон соседот, што помислив еднаш дека ќе го оставам за наследник. इस जाए पुर्अज़ाब से क्यों दिल लगाते हो दोज़ख है ये मकाम ये Хазрети Ебу Хурейра пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: кој верува во Аллах и во судниот ден, нека не му наштетува на соседот.
Кој верува во Аллах и во судниот ден, нека добро ги нагости гостите. Кој верува во Аллах и во судниот ден, нека зборува убаво или нека молчи. Хазрети Ебу Хурейра, разијалаху анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: Жими Аллах, тој не е верник. Жими Аллах, тој не е верник. Жими Аллах, тој не е верник. Кој не е верник, Аллахов пратенику? Беше прашан па одговори: оној од чие зло не е безбеден неговиот сосед. Љубезност кон слабите. Од Хазрети Ебу Хурейра, разијалаху анху, се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: колку само нечисти и излитени има, онакви што изгледаат обично, кои биваат одбиени од вратата. А кога тие би го колнеле Аллах, тогаш Бог би направил така. Хазрети Ебу Дерда, разијалаху анху, вели дека го слушнал Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем како говори: барајте ме мене во слабите помеѓу вас, а на факата и помошта ќе ви доаѓа благодарение на слабите помеѓу вас. Простување. Хазрети Муаз ибн Енес, разијалаху анху, пренесува од Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем следново: најубава добрина е да се приврзеш за оној кој ја прекинал врската со тебе, да му дадеш на оној кој на тебе ти забранил и да му простиш на оној што те опцул. Хазрети Ебу Хурейра, разијалаху анху, вели дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: садака нема да го смали имотот, а човекот кој простува на другите кога му е сторена неправда, Бог ќе го удостои со уште поголема почит и човек нема да се засрами ако некому прости. Однесување при јадењето. Хазрети Аиша разијалаху анху пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: кога некој од вас јаде, нека го спомне Аллаховото име, а ако заборави да го спомне името на Аллах на почетокот, нека рече: во името на Аллах за почеток и за крај, во моментот во кој се сетил. Хазрети Ебу Сеид, разијалаху анху, вели дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем, кога јадел или пиел, зборувал: фала му на Аллах кој ме нахрани, напои и не направи муслимани. वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो, वाहिद है ला शरीक है. Облека. Хазрети Хузеифе, разијалаху анху, пренесува: веровесникот ни забрани свила и брокат и пиење од златни и сребрени чаши велејки. Тие се нивни овде, а ваши се на ахирет. Хазрети Ебу Сеид ел Худри, разијалаху анху, вели: кога Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем ја носел својата облека, ја нарекувал со нејзините имиња: турбан, кошула или наметка, и велел: Боже мој, ти благодарам, ти ме облече вака. Те молам да биде добро и да биде добро она за што е направено, а да избегам од неговото зло и злото за кое е направено. Чистота. Хазрети Ебу Малик ел Ешари, разијалаху анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: чистотата е услов за верување. Љубомора. Хазрети Ибн Омер, разијалаху анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: не завидувајте едни на други, не мамете со едни други кревајки ја цената на стоката која не сака да се продаде. Не мразете се еден со друг, не вртете си грб и не продавајте еден преку друг, туку бидете Аллахови робови како браќа. Муслиманот е на муслиманот брат, нема да му направи неправда, нема да го омаловажи и понижи. Овде е богобојазноста и 3 пати покажа на своите гради. Доволно зло за човекот е да го омаловажи својот брат муслиман. На секој муслиман му се забранети крвта, имотот и честа на другиот муслиман.
Хазрети Ебу Хурейра, разијалаху анху, пренесува дека веровесникот саллаллаху алейхи веселем рекол: Добро пазете се од зависта, зашто зависта ги голта добрите дела, како огнот што ги голта дрвата, или рекол сува трева. Горделивост. Од Хазрети Абдулах ибн Месуд, разијалаху анху, се пренесува дека веровесникот саллаллаху алейхи веселем рекол: Нема да влезе во дженнет оној во чие срце се наоѓа трнот на горделивоста. Тогаш некој човек рекол: Човек сака облеката и обувките да му бидат убави. Тој рекол: Аллах е убав и ја сака убавината, а горделивоста е одбивање на вистината и понижување на луѓето. Хазрети Абдулах, разијалаху анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: Добро чувајте ја искреноста, зашто таа води кон добродетелство, а тоа води во дженнет. Човекот постојано ја зборува вистината и се придржува до неа, и тогаш се запишува кај Аллах како искрен. А добро чувајте се од лагата, зашто таа води во разврат, а тој води во огнот. Тој што постојано лаже и се држи до лагата, се запишува како лажливец кај Аллах. Хазрети Ебу Бекир, разијалаху анху, вели дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем прашал: Сакате ли да ви кажам кои гревови се најголеми? Секако Аллахов пратенику, одговоривме, а тој рече: Припишување другар на Аллах и непослушност кон родителите. Беше потпрен, па седна, па тогаш рече: И невистинит говор. Толку пати го повтори тоа што рековме, барем да молчеше. Опаѓање на исламот. Хазрети Абдулах ибн Омер, разијалаху анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: Мојот уммет ќе го снајде истото што ги снајде синовите Израилови, потполно исто како што еден чевел наликува на друг. Дури иако помеѓу нив има некој кој ќе и прииде јавно на мајка му, и во овој уммет ќе има таков. Синовите Израилови се поделиле во 72 групи, а мојот уммет ќе се подели во 73. Сите ќе одат во огнот, освен една заедница. Која е таа заедница, Аллахов пратенику? Прашавме, а тој рече: Оние што ме следат мене и моите другари. Од Хазрети Алија, разијалаху анху, се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: Наскоро ќе дојде времето кога од исламот ќе остане само името, а од Куранот само писмото. Ќе бидат градени џамии, но ќе бидат празни, што се однесува до упатството. Нивните зналци ќе бидат најлошите луѓе под небескиот свод, а од нив ќе тргнуваат сплетките и на нив ќе се враќаат. Доаѓањето на имам Мехдија. Хазрети Ебу Хурейра, разијалаху анху, пренесува: Седевме покрај пратеникот саллаллаху алейхи веселем, кога му беше објавена сурата Џума, па кога ја проучи. И на другите него го пратил, меѓу нив кои се уште не им се приклучиле. Еден човек праша: Кои се тие, Аллахов пратенику? Пратеникот не му одговори, додека не праша 2 пати или 3 пати. Помеѓу нас беше Селман Фарси, персијанец, па пратеникот ја стави раката на него и рече: Дури и кога имамот ќе биде кај Плеидас, најоддалечените звезди, ќе има некои луѓе од неговиот народ. Во друга верзија се спомнува еден наместо некои луѓе, кои повторно ќе ја вратат верата на земјата. Хазрети Ебу Хурейра, разијалаху анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: Жими оној во чија рака е мојата душа, наскоро помеѓу вас ќе се појави синот Мерјемин, да пресуди и да ја воспостави правдата. Тој ќе го скрши крстот, ќе ја убие свињата и ќе ги запре војните. Тој ќе подели толку многу имот, духовен, што никој нема да го прима, и една сечта ќе биде подобро од сиот свет и се што е на него. Потоа Хазрети Ебу Хурейра рече: Читајте го овој ајет ако сакате. И нема ни една група меѓу следбениците на книгата,
а да не верува во него пред неговата смрт, а на судниот ден тој ќе биде сведок на нив. Веровесникот салаллаху алейхи веселем вели: помеѓу мене и Иса, синот Мерјемин, нема ни веровесници ни пратеници. Тој ќе биде калиф, наследник на мојот уммет, после мене тој сигурно ќе го убие деџала, ќе го скрши крстот, ќе го укине данокот и ќе ја запре војната. Кој го сретне, нека му пренесе селам. Од Хазрети Енес разијалаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: кој од вас го сретне Иса, синот Мерјемин, нека му пренесе селам од мене. Хазрети Севбан разијалаху анху вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: кога ќе го најдете, заколнете му се на верност, баијат, макар да мора до него да стигнете преку заледените планини, зашто тој е Аллаховиот халиф Мехди. Хазрети Ебу Хурейра разијалаху анху вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: каква ќе биде вашата положба кога ќе ви дојде Иса, синот Мерјемин, и ќе биде ваш имам од вас. Во другото предание стои: тој ќе биде вашиот имам од вас. Од Хазрети Мухаммед ибн Алија разијалаху анху се пренесува дека веровесникот салаллаху алейхи веселем рекол: нашиот Мехди ќе има два знака, кои никогаш порано не се појавиле, како знак на вистинитост за било кој друг. Од кога се створени небото и земјата, месечината ќе се помрачи во месецот Рамазан, првата ноќ од ноќта кога месечината се помрачува, тоест 13-тиот ден од Рамазан, а сонцето ќе се помрачи средниот ден, од денот кога сонцето се помрачува, тоест 28-тиот ден од Рамазан. Двете помрачувања ќе се случат во истиот ден од Рамазан. Тоа не се случило никогаш од кога се створени небото и земјата. Худба Хаджет ул Веда, последниот хадж. Хазрети Сулейман ибн Амир ибн Ел Ахвас разијалаху анху вели дека неговиот татко му раскажувал како бил присутен на последниот хадж со Аллаховиот пратеник, кој се заблагодарил на Аллах и прашал: кој ден е најсветол, кој ден е најсветол, кој ден е најсветол? Денот на хаджот, највеликиот Аллахов пратенику, рекоа луѓето. Тој продолжи: вашите животи, имоти и чест ви се свети исто како што е свет овој ваш ден, и овој град, и овој месец. Слушајте, никој не прави неправда освен на својата душа. Затоа таткото нека не прави неправда кон своето дете и нека детето не прави неправда кон својот татко. Муслиманот е брат на муслиманот не му е дозволено ништо од неговиот брат, освен она што тој сам му го дозволи. Сета камата од џахиретот е опростена, вам ви припаѓаат главнините од вашиот имот, така нема да направите неправда и нема да ви бидат направени неправди вам. Освен каматата на Абас ибн Ел Муталиба, таа во целост е опростена. Правата крв од времето на џахилиетот, која ја опростувам, е крвта на Харис ибн Ел Муталиба. Беше доенче во Бени Леис, а го уби некој од племето Хузеил. Со жените однесувајте се добро, тие вам ви се доверени. Немајте ништо против нив, освен ако не прават очигледно бесрамно дело. А ако тоа го направат, одвојте се од нив од постелата и удрете ги, но не силно. А ако ви бидат покорени, не барајте некој начин против нив. Вие навистина имате право на своите жени, како што тие имаат право на вас. Ваше право кај нив е да не ја уредуваат тие својата куќа за луѓе кои вие не ги сакате и да не им дозволите да влезат во вашата куќа на оние кои не ги сакате. Слушајте, нивно право кај вас е убаво да се однесувате со нив, кога е во прашање нивното облекување и храна. क्यों दिल लगाते हो वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो
Ова е последниот дел и книгата Избрани хадиси на чесниот пратеник на исламот салаллаху алейхи веселем е завршена. Еселаму алейкум.